Нема откажани, но нема и поголем интерес за нови аранжмани. Глобалната криза која предизвикува проблеми во авиосообраќајот и туризмот во светот се чувствува и кај нас. Добрата вест е што засега ударот не е сериозен, но она што загрижува е пред се психолошкиот момент кој влијае врз граѓаните при носењето на одлуките да се патува. Туристичките работници се внимателни, но и загрижени. Се надеваат дека војната ќе се смири и ќе се најдат алтернативни решенија за горивата во светски рамки. Луѓето се малце скептични, не знаат, нема откажување, тоа е факт, меѓутоа нема ни нови резервации. Луѓето не знаат каде би патувале, кога би патувале, сите тие работи, сите се малце, ова е психолошки еден момент кај луѓето во однос на нивната одлука за патување во иднина. Авиосообраќајот кај нас засега се одвива нормално. До почетокот на кризата бројката на патници беше рекордна и со тренд на натамошен раст. Ваквите состојби се должат пред се на владината стратегија за поддршка на авиосообраќајот, но и генерално на туризмот. Од угостителско-туристичкиот сектор се задоволни од стратегијата на владата, но стравуваат од несакан удар. Знаеме дека во изминатиот период благодарение на владата и на компанијата ТАФ беа воспоставени повеќе авионски линии на повеќе дестинации и од податоците со кои што располагаме во изминатиот период благодарение на тие постапки беше зголемен бројот на туристите кои што доаѓаат во нашата држава, во Македонија. Поради проблеми со високата цена на керозинот и воздржаноста да се патува кон одредени дестинации, авиокомпании низ Европа веќе ги редуцираат летовите. Европската асоциација на аеродроми изрази сериозна загриженост за предстојната летна сезона. Во услови на ваква глобална криза, станува јасно дека летувањата нема да бидат ниту ефтини, а ниту сигурни како претходните години.